Не делава временската машина ни се заглави од 2005-та, па така бевме приморани да слушаме за предлогот на посредникот во спорот со името Метионимис од таа 2005 година и што се случувало тие денови. Темата отвори премиерот Груевски, кој рече дека Црвенковски прифатил некаков многу лош предлог, а потоа Црвенковски нели го извади тој документот кој рече дека е класифициран како државна тајна, кој докажуваше според него нешто спротивно. Сега, од другата страна, рекоа дека неговиот документ бил фалсификат, а Државната новинска агенција МИА извади друг документ за кој велеше дека е оригинал. И покрај тоа што документот на Црвенковски бил фалсификат, од другата страна беше побарано тој да одговара пред законите. Вистински хаос, навистина. И се разбира, некој во приказнава лаже. Кој? Ке да знаеме понатамо. За сега, дај да видиме што се случуваше на пресконференцијата на Црвенковски 2 дена по неговиот фамозен документ, да видиме што се случило со него. Господине Црвенковски, го оставите ли документот во Канал 5? Што ли изгледа текстови интернет дека не сте? Во Канал 5, односно на новинарот со кој што го водев интервјуто, му го ставивме истиот документ кој што вчера на пресконференција ви го поделивме на сите вас кои што проявивте интерес за тоа. Уште колку вакви текстови со класифицирани чувате во личната архива? Немам ја такви текстови. Не бе, немам ја такви текстови, бе, шо ти на тебе? Ја и овој го немам. А шо ти мислеше дека тоа што извадив од джеб нешто од домашна архива ме била? Не бе, брат, пази сега шо се ешава. Значи, сидам ја така на Канал 5, си шетам по улица, кога од ненадеж, од една спорена уличка, ми излага, ми скока пред мене документот. Ја онака се исплашив на почеток, знаеш, значи се исплашив. И му викам, брат, шо е работа, вака да плашиш еден државник. И тој ми вика, види вака, јас сум ти оствари класифициран документ код државна тајна и многу сум битен. И пошто сум многу битен, треба да ме покажеш пред цел народ да ме види. И шо да му правам ја? Го зедов, го ставив у джеб, го носам во емисија и останато да го знаете. Само немојте, молам, вакви лаги конструкции дека ја уствари сум имал вакви документи.